Нови случаи на ХИВ-СИДА. Тројца за една година се регистрирани во Центарот за јавно здравје во Струмица. Двајца од Струмица и еден од Валандово се работи за мажи на возраст од 20 до 39 години. Доктор Петковска вели дека превенцијата е најважна заштита од ХИВ-СИДА. Вие знаете, како и сите, впрочем, дека ова заболување се пренесува најмногу, значи директен е патот на пренесување, меѓутоа најмногу по крвен пат и крвни деривати, така да сите состојби што се поврзани со ова се ризични. Ќе ги набројам уште еднаш, значи кажавме несигурен, тоест незаштитен сексуален однос, употреба на заеднички, тоест веќе употребени игли, шприцеви, опрема за тетовирање и така натаму, трансфузија на крв и од мајка на дете, значи оној вертикален пренос на заболувањето, така да и сите превентивни мерки се всушност на тоа усмерени, значи да се овие бариери симнат, тоест да се има заштитен и сигурен сексуален однос, значи од било кој вид, значи. Исто така, сега веќе трансфузијата на крв ја ставаме некако на последно место, бидејќи секоја крвна единица се проверува претходно, пред да се даде. И граѓанските организации со своји активности за Светскиот ден на борба против ХИВ-СИДА. Во Струмица одбележан со делење заштитен и промотивен материјал. Имаме штанд овде поставено од заедно посилни од Скопје, од невладината организација. Исто така и со избор соработуваме од Струмица и ЛГБТ јадрото од Струмица. Нашата цел е да ги едуцираме младите, што значи ХИВ, што значи СИДА, и дека постои антивирусна терапија и пред се да ја намалиме стигмата кон луѓето кои што живеат со ХИВ. Најбитно е да луѓето се едуцираат, да знаат. 1 декември се одбележува како Светски ден на борба против СИДАТа, како можност луѓето ширум светот да се обединат во борбата против ХИВ, да покажат поддршка кон луѓето кои живеат со ХИВ-СИДА и да се сетат на оние кои починале од таа болест.